Еве не пак добар ден. Овој пат со колегата Сеат Ризвановиќ, уредник во Телевизија 24. Добар ден, добре дојдовте. Колега Ризвановиќ, може и на ти, може и на вие. Добро ве најдов. Да. Немаме многу време, 15 минути да не караат од режија. Трета година агресија руска врз Украина. До кога ќе трае? Требаше за 24 часа, нели, да заврши, или 48? Да, таа приказна одамна ја забравивме дека за 3 дена треба да се прегази Украина. Веќе сме, како што кажете, во третата година. За жал нема назнаки дека нешто ќе заврши брзо или скоро. Немаме назнаки ниту на терен, доколку ги видиме војните операции кои се одвиваат, немаме назнаки ниту политички, дека има некакви сериозни преговори од двете страни, ниту некакви подготовки за преговори. Очигледно е дека двете страни се обидуваат да добијат што повеќе територија на терен за подоцна да имаат подобри преговарачки позиции. Ако добро се сеќам, првите месеци од војната Западот, условно да речем, предвидуваше дека ќе одат против Русија со исцрпување на незините воени потенцијали. Те делчиња, те техника, те чипови некакви. Се снајде Русија, се снајде Москва да ја продолжи? Да. Русија прилично може да се каже дека се адаптира на таа стратегија. Значи, може да се каже дека не излезе ниту руската математика на почетокот на војната, ниту западната во текот на војната. Ако ги поделиме, еве, ова е трета година, но имаме 2 цели години завршени. Ако ги поделиме просто првите 2 години, првата година беше лоша за Русија. Русија влезе во таа инвазија прилично лошо, прилично неподготвено. Значи, Украина успеа во првата година да направи прилично успешна контраофанзива, да врати голем дел од окупираните територии, но во втората година Русија се адаптира, изгради една голема дефанзивна линија, успешно ја одби украинската против офанзива и од тогаш сме во една тоа што се нарекува во војната наука attrition warfare или војна на исцрпување. Веројатно и адаптираше и својата војна индустрија, својата индустрија на војна индустрија. Да. Но која е тука улогата на БРИКС, поконкретно на Кина, на Иран? Им помагаат. Значи Русија она што го нема го добива во најголем случај од Иран. Тука се работи за познатите шахет дронови, но и пред се артилериска муниција. Русија доби многу артилериска муниција од Северна Кореја, од Кина не. Кина не ја снабдува. Тоа е многу интересно. Кина не ја снабдува ниту Русија, ниту Украина со оружје, иако имаат одлична економска соработка. Кина е најголем набавувач сега на руската нафта и газ. Ниту со електроника, ниту со тој тип на технологија? Не. Кина, официјалната политика на Кина е дека нема да доставува оружје за војуваните страни во Украина, па ниту за Русија. И тоа колку што гледаме дури од терен, тоа се почитува. Значи Русија добива муниција од Северна Кореја во најголем случај, артилериски гранати, она што им фали, и од Иран. Од Кина не. Кина ги снабдува, купуваат комерцијални дронови, и Украина и Русија од Кина, пред се Украина во најголем случај, но тоа е комерцијално, ги купуваат преку разни канали и потоа ги адаптираат. Но сега за сега Кина не се инволвира војно во овој конфликт и остануваат на таа позиција. Актуелно е ова околу неодобрувањето од Американскиот конгрес на помошта што Бајден ја наде. Тоа влие ли драстично на актуелната војна ситуација? Тоа влие многу и тоа во овој момент ја доведе Украина во прилично неповолна позиција. Токму таа помош? Таа помош, да, бидејќи тоа беше пакетот кој што сега требаше одамна веќе да стигне, тоа беше пред се артилериската муниција што сега најмногу и фали на Украина, затоа Украина е во дефанзива, затоа ја изгубија Авдивка. Едноставно украинците немаат муниција. Се подпираат сега најмногу на дронови, но дроновите, иако успешно ги користат, не може да ја заменат артилеријата. Русија, од друга страна, ја влезе во она што се нарекува војна економија. Значи, ја преадаптира целата економија за војна. Тие произведуваат многу повеќе отколку пред инвазијата, она што не успеваат да го произведат, го набавуваат од Иран и од Северна Кореја, додека Украина се подпира целосно на западните канали на снабдување. И тоа е проблем. Америка и Европа најавија дека ќе преселат дел на производство од своите воени технологии на теренот на Украина, таму да се произведуваат, за да можат, нели, брзо до фронтот да се дистрибуираат. Тој процес се почнат, имате ли информации, имаш ли информации, ќе почне ли и колку време му треба за Украина, украинската армија и вооружениот систем, нели, на земјата да може успешно да се спротиви? Мислам дека тие планови се повеќе
Има некои краткорочни, например германскиот Rheinmetall најави дека ќе пресели производство на некои оклопни возила во Украина во најбрз, нивниот рок мислам дека беше најбрз нешто до крајот на годината, така отприлика, но сепак тоа не може толку брзо да оди. Тоа се повеќе среднорочни и долгорочни планови. Сега Украина се потпира на директна набавка на оружје од западот, достава, и она што се случи вчера е дека американската војна помош која е блокирана во Сенатот, значи негде 68 милиарди мисля че долари беше, или 65 да не изгрешам, вчера Европскиот парламент донесе резолуција со одобрување на 50 милиарди евра војна помош за Украина. Сега Европа го превзема она што Америка во моментот е блокирана, сега Европа ја превзема палката, пред се Франција и Германија, најавија брза лента за снабдување на Украина пред се со артилериска муниција. Интересно што се спомнува и Балканот тука, освен некои земји од каде што може се набави, се вели дека балканските земји се уште имаат доста артилериска муниција која може да се достави до Украина, но не сакаат тоа да го прават директно, па ќе се прави преку други канали. Така да сега Европа се обидува да го компензира она што е заглавено во Америка за Украина да се одбрани. Имаат ли САД и Европа кондиција доволна да и финансиски, и технички, и технолошки да ја поддржуваат логистички Украина на долг рок, бидејќи Европа поготово се соочува и со своји некои социјални инклинации, земјоделци, па не знам кои други и така натаму. Мигрантска криза и така натаму. Видите, доколку збориме за потенцијал, се разбира дека имаат. Имаат, значи, НАТО земјите вкупно имаат многу поголем воен потенцијал од Русија, индустријски, воен и секаков, тоа го признава и самата Русија, они тоа не го негираат. Но проблемот е ваму во политичката волја, која ваму имаме, значи, 30 земји во Европска Унија, плюс Америка, плюс Велика Британија, имаме разни политички таму струи. Таму е проблем политичката волја, координацијата, каде што сето тоа оди малку потешко, понекоординирано. Додека Русија е еден ентитет, под еден владател, еден канал и за тоа оди полесно. Координацијата е покомплицирана. Уште 2024 веројатно ќе биде воена година. Да, дефинитивно, да. Беше новинарска патка, дипломатска патка или можеби воена патка? Неодамнешната информација дека НАТО гарнизони или војници ќе се стационираат во Украина. Демантираше Столтенберг, генералниот секретар. Има ли тука нешто? Сето тоа е извлечено од една изјава на Макрон, каде што го опрашуваат и тој вели не е само на Макрон и полскиот претседател, кај што вели Макрон, вели дали ќе праќа НАТО воени трупи на копнена, дали ќе интервенира во Украина, вели ништо не е исклучено. Од тоа произлезе потоа, а полскиот претседател беше уште подиректен, кај што рече дека на тој состанок се разговарало за праќање на трупи во Украина и дека дел од НАТО земјите биле подготвени да го направат тоа, кажале дека се подготвени, дел кажале дека се уште за тоа треба да се разговара. Потоа Столтенберг го демантираше, излегоа и некои германски представници и Шолц рече дека воопшто не доаѓа во предвид праќање на копнени трупи на НАТО во Украина. Така да мислам дека тие изјави се повеќе извлечени од сегашната ситуација во Украина. Може ли да дојде до некаков оружен судир некаде меѓу НАТО и Видите, она што е потенцијално ново жариште е Транснитрија, таму каде што е можно да се случи, во Молдавија, каде што има руски контингент, каде што доколку интервенира Романија, а Романија најблиско интервенира, тој е директен судир, веќе Русија, НАТО. Но видите, има анализи на НАТО кои веќе се јавно објавени, каде што Алијансата вели дека постои многу голема веројатност да дојде директен воен судир помеѓу НАТО и Русија во следните 5 години и дека сите НАТО членки треба да се подготват за тоа. Тоа можеме да го видиме и што се случува со војните буџети на сите европски НАТО држави кои драстично се покачуваат, а знаеме секогаш кога се случува нешто такво дека тоа воопшто не е случајно. Значи Германија одвои 100 милиарди долари дополнително освен постоечкиот воен буџет за опремување на армијата. Франција одели 400 милиарди
евра за опремување на својата армија во следните 10 години. Значи воопшто не се случајни тие процеси. Така да дали постои Тоа опасност? значи Западот се подготвува. Се подготвува, да. Што ќе се случи со доколку Трамп ја преземе палката во Вашингтон? Па не знаеме, видите, таму е многу интересно Трамп, она што го збори и она што после се случува на терен, може да се каже дека е различно. Тоа можевме да го видиме и од неговиот претходен мандат, кога тој беше претседател на Соединетите американски држави, значи да речеме еве војниците, тој рече дека ќе ги прекине сите војни, дека ќе ги полече сите американски војници од секаде, дека се закануваше на НАТО, но тој тоа не го направи. Значи војниците од Авганистан ги полече Бајден на крај, не ги полече Трамп. Не знам, мислам дека тоа е повеќе една реторика, ќе влие дефинитивно тоа врз американската надворешна политика, но Пак на војниот, не знам колку. На војниот терен и на новата војна технологија, ова со вештачката интелигенција, со роботиката и така натаму, кој до вчера што се вели беше научна фантастика, како да станува стварност. Дроновите се само еден елемент, почнуваат нели и оклопни возила и тенкови и така натаму без посада, Да, нели без човечки жртви. Колку е тука Западот во предност во однос на Русија и на незините сојузници, да речем, во БРИКС? Видите, Западот е во предност пред Русија технолошки, па најмалку е 20 години пред Русија технолошки. Тоа се види и во војната во Украина. Сакам да прашам дали тоа сеат може да биде еден од клучните елементи за разврска на војната криза, за конечно Москва да се повлече од своите агресивни планови. Не знам, тоа може да биде, но не знам колку има капацитет тоа се да се имплементира во Украина. Колку има и Украина сама капацитет да ги имплементира тие нови технологии. Тие ги користат. Па ова што го кажавте, и дронови со вештачка интелигенција, и тоа се користи, видов, но тоа е во некоја многу мала експериментална количина. Не знам колку може да смени. Има еден хинт кој го еден така како тизер кој го пушти за Лужник, кога во едно од неговите последни интервјуа пред да биде сменет и за кој се претпоставува дека најмногу е сменет, кога рече дека сме заглавени, дека сме ние во пат позиција, дека не можеме ни ние ни русите, и тој вели вака: мора да се направи некаква нова технолошка предност за ние да победиме во оваа војна. Не кажа ново оружје, туку го употреби токму тој израз. Мора да оствариме технолошка предност. Но не знам колку е тоа реално. Москва се снајде со своите енергенси, најде нови пазари, има бенефити од некакви нови пазари за газ, нафта. Видите, Москва се снајде, тоа го оценува и ММФ и Светска банка, дека економијата им е многу подобра од очекувано. Тие ги преусмери енергенсите кон Кина и кон Индија. Не е добро како што беше пред војната, се разбира, дека ги продаваат по дампинг цени, многу поевтино. Прашањето ми е, ефектите од санкциите не дадоа резултати како што очекуваше Западот? Не дадоа, тоа го признава и самиот Запад. Тоа не е тајна. Колку се ограничени руските потенцијали? Спомна и на почетокот дека војнова може ќе трае цела оваа година, може и натаму. Колку може да трае? Видите, Русија сега, освен што, како што кажа, влезе во мода на војна, во мод на војна економија, каде што го подигна производството, таа има и многу резерви. Мора да разбереме, има многу резерви од Советски сојуз и тие резерви се, ајде да речеме, во некаква војна смисла непрегледни. Значи, добро, зборуваме решение тоа е една, условно да речем, поминување на руската граница со потенцијалите на НАТО, да навлезат малку на руска територија, да се префрли фронтот таму, или е тоа преризично и за Западот и за светот воопшто? Тогаш тоа е нешто што се настојува да се избегне и не верувам дека ќе дојде. Ако ова може да трае како турско-руската војна 100 години, каде е излезот? Не, нема да трае 100 години, бидејќи видите, ни руските, тоа сакам да го кажам, ни руските потенцијали не се непрегледни. Тие се големи. Но нема најава за дипломатија, за некакви преговори. Нема, бидејќи двете страни, како што кажав, една од страните треба да биде поразена. Мора да биде поразена, да. Тоа ќе трае можеби век. Има една многу интересна анализа на еден дански капетан кој е многу популарен сега на социјалните мрежи на YouTube од Кралската академија на Данска, војната академија, кај што тој вели вака: Русија сега не произведува само, туку ги
ги обновува старите тенкови, има незината војна индустрија, оштетените ги поправа, ајде да речеме, ги вади од резерви и ги враќа на фронт. Но вели Русија не произведува толку многу колку што им треба, толку пред се ги користи резервите. А и тој вели, тие резерви се големи, но не се неисцрпни. Тој им дава рок некаде дека 2024 година тамо при крај или при средина, Русија ќе ги исцрпи своите потенцијали за производство, ќе го достигне пикот и ќе почне производството полека да им паѓа. Не е тема, можни ли се некакви политички случувања во Русија, некакви тектонски внатрешни пореметувања околу путинизмот да се да се содаде однатре? Путин ја искористи војната да се го зголеми рейтингот. Сега таму имаме еден патриотски набој, нели нацисти се. Имаме или немаме доволно информации за расположението на руските граѓани. Но има и многу проблеми. Пред се во оние републики кои што се, да речеме, Русија има многу малцински републики, каде што се Чувашка, Бурјацка, Татарстан, да не го зборуваме овој појас од доле, Кавказски. Не го знаеме расположението таму и на политичките тамошни елити и на населението, нели? Јас според оно што го гледам, расположението е многу негативно, бидејќи најголем дел од регрутите кои се користат се од тие републики. Значи многу малку се праќаат регрути од Москва или од Санкт Петерсбург, се праќаат најмногу малцинства кои гинат во Украина. Таму е многу лошо, но се држи автократски, се држи со полиција. Регистрирани се голем број жртви од почетокот на војната, и на една и на друга страна, илјадници се бројат веќе. Јас се надам дека во некој нареден период, скорешен, повторно сега ќе те видам во ова студио, ако сум јас се уште нели во некаква новинарска кондиција, да видиме натаму каде ќе се развиваат работите. Клучот ми е значи технологијата, новите вештини воени, каде тука може да се гледа крајот на оваа агресија врз Украина. Благодарам за вниманието за овој разговор. Ви благодарам на вас. Почитувани, тоа беше Сеат Ризвановиќ, колега новинар кој последниве години се разви во одличен воен, да речам воен аналитичар. Благодарам уште еднаш.